Благодарам, почитувана председател на комисијата, почитувана јавност, почитувани колеги. Почитувана госпожа Црвенковска. Добро е што сте во Собранието на Република Македонија. Ние овдека пратениците од опозицијата никогаш не водиме неконструктивни дебати, но истовремено секогаш сакаме да разговараме со главата на институцијата која што ја представувате, независно кога сте избрани за председател на Судскиот совет, затоа што сме дека како и во суд секоја пресуда или обвинение се носи во името на граѓаните, така граѓаните единствено во државната власт гласаат за пратеници. И логично е да пратениците бараат да оние кои што граѓаните ги гласаат преку институции или одобруваат буџети на тие институции, да председателите и раководителите на тие институции лично дојдат во собранието. И сметам дека овој извештај требаше да се разгледува многу порано, неголи сега, затоа што ние за отприлика 1 месец или 2 месеци од денес очекуваме новиот извештај за работата на Судскиот совет, така што генерално еве ќе имате можност и да предискутирате со нас, се разбира со колегите од водачкото мнозинство, со цел да граѓаните имаат една сеопфатна слика за тоа како функционира Судскиот совет кај нас. Јас очекував да дојдете и порано, затоа што сметам дека преку вашето појавување и оние кои што ги имате резултати, ќе се намалат и дел од контраверзите кои што беа поврзани со функционирањето на Судскиот совет. И сметам дека сите оние во јавноста дилеми или контраверзни или обвинувања најдобро се решаваат помеѓу диалог, помеѓу зборување, каде што се разбира граѓаните донесуваат една конечна оценка за тоа што се случува во Република Македонија. Вие сте наследник на господинот Здравев и доколку со него сте разговарале каков е односот на нас од опозицијата кон него конкретно, ќе видите дека секогаш сме имали еден колегијален однос на почитување во кој што отворено сме разговарале за мааните кои што ги има нашиот судски систем. Бидејќи вие не треба да заборавате дека сте председател на Судскиот совет на државата која што е 111 по перцепција на корупција. Јас не верувам дека вие сте директно виновна за тие бројки, за тие резултати, но сте една од повиканите која што во собранието должи одговори не само на нас пратениците, пред се зборувам за јавноста која што не следи или директно или во снимки, да граѓаните од прилика знаат што се случува во Република Македонија и тоа да го разговараме без ракавици и така натаму. Така што генерално добро е што се одзвавте. Јас пред да започнам со мојата дискусија ќе се навратам на прибелешки кои што ги фатив од вашата, независност во финансискиот дел. Јас согласувам дека оваа влада пари за судство не одделува колку што е потребно. Оваа влада не и требаат суди, но оваа влада и требаат администрација. И тоа ми е јасно, и тоа не е тема на денешниот ден. Истовремено ми е јасно дека и Судскиот совет, и представниците на Врховниот и на Апелациониот суд никогаш јавно не зборуваат за тоа и никогаш не дошле во собранието со јавна и јасна критика кон оние кои што го креираат и спроведуваат буџетот на државата. Бидејќи мене ми е јасно, со овие суди имаме таков резултат. И со овој број на суди имаме таков резултат, а потоа ќе видиме и во она кое што сте го напишале во извештајот, кој што како и ланскиот извештај, препоставувам некако правил истиот име, сосема коректен извештај во кој што се наведени сите работи кои што се случуваат изминатата година. Нема да зборувам, бидејќи и не е тема тоа што во јавноста се зборува за вашата наводна политичка обоеност преку државен совет и така натаму, и тоа е дополнителен мотив да како човек кој што се представува како професионалец да си го обелите образот практично во наводници земено и да работите онака како што тоа го налагаат законите од вас. Ајде да почнеме со извештајот. Имате првата работа која што се занимавате и правите графиконија по новата национална структура, односно националната структура на
избраните судии, колку се македонци, колку се албанци. Сметам, госпожа Црвенковска, дека во иднина и вие, и ние мораме да се одважиме и да кажеме дека тука нема ни национално, нема ни ништо, тука има дали судиите се добри и работат, и се квалитетни или не се добри и не работат. Мене тоа наистина многу ми пречи. Многу ми пречи кога во еден извештај прво ќе видам колку се турци, власти, срби, албанци или македонци. Мислам дека извештајот треба повеќе се занимава со она што е остварено во општеството, што пресудиле, колку стари предмети решиле, зошто не ги решиле, и ме интересира, а гледам да е премал бројот, на колку имате како судски совет дисциплински постапки за оние стари предмети, бидејќи овие стари предмети 10.000, 20.000 па се намалуваат во истекот на годините, неспорно е, но јас не гледам кој е одговорен за тоа. Значи ние имаме, велиме, имало, потоа ќе зборувам со точни бројки, имало толку и толку нерешени предмети, ама немаме одговорност. Кој е крив за тоа? Ние во оваа држава мораме да имаме одговорност, независно за кого се работи. Ако некој го влечкал предметот 2, 3, 5, 10 години, тој човек мора да има и субјективни причини за тоа влечење на предмет. Бидејќи тие студии кои што вие ги именувате, разрешувате, поддржувате или не поддржувате, решаваат за цели семејства, решаваат за човечки животи. Голгота е некој да има судски процес 15 години. Голгота е за него, за неговото семејство. Тој човек има скратен живот. И затоа одговорноста на судството е многу поголема него ли на било која друга од правосудните власти, тука мислам на обвинителството кое што е дел од парницата. Така што генерално јас очекувам да видиме кој е одговорен од минатото, во сегашноста. Верите вака, во текот на 2020 година поднесени се барања за утврдување на одговорност за судија или претседател на суд против 140 суди, односно имате 58 барања, потоа ги разглабате што се од физички и што се од правни лица. Потоа вели, судот донесе одлуки за разрешување на 5 судии поради нестручно и несовесно вршење на судската функција, и тоа 2 судии за постапки проведени во 2019 и 3 судии за постапки проведени во 2018 година, што навистина, ако потоа ќе ги разговараме и другите детали, ќе видиме дека таа бројка е премала, или можеби јавноста така мисли дека е премала, или можеби ние пратениците мислиме дека е премала, ама резултативе потоа ќе видиме ги нема. Велите 2 барања за повторување на постапка по повод донесени пресуди на Европскиот суд за човекови права во Страсбур, дека постапката е спроведена согласно Законот за судски совет на Република Македонија, донесени се одлуки со кои е отстранета повредата. Ама не пишува дали има санкции према тие кои што ги направиле тие потврди. Бидејќи многу е важно кога ќе направите грешка, таа може да и ненамерна грешка, затоа има поблаги казни, има опоменувања, да се знае кој е опоменат и дали некој понел одговорност. Бидејќи се сеќавам, порано беа страотни сумите кои што се плаќаа на адвокати, на камати за спорови кои што ги губи Република Македонија, потоа ги пресудува во интерес на странките кои што тужеле во Страсбур, и треба да сфатите дека тие пари не паѓаат од небо. Тие пари се пари на граѓаните. Или поново кредити. Ами треба некој да ги врати тие кредити. Така што генерално тука сметам дека треба следниот извештај да биде многу по конкретен. Велите 3 судии имате утврдено престанок на судска функција по сопствено барање, и ке 5 судии е утврден престанок на судската функција поради нестручно и несовесно вршење на судската функција. И сега, ако вие го читате извештајот, велите добро, има држава, Република Македонија, 111 по корупција, држава во која што граѓаните немаат доверба во правосудниот систем, и биле проблем 5 судии. Следната страна на извештајот вели: Апелационен суд Битола. Вие како судски совет го прогласувате за неажурен суд. Основен суд Битола велите дека е неажурен суд. Основен суд Крушево велите дека е неажурен суд. Основен суд Прилеп
вие велите дека е неажурен суд. Основен суд Ресен, вие велите дека е неажурен суд. Основен суд Струга, вие велите дека е неажурен суд. Одиме понатаму. Апелационен суд Гостивар, вие велите дека е неажурен. Основен суд Гостивар, вие велите дека е неажурен. Основен суд Кичево, вие велите дека е неажурен. Основен суд Тетово, вие велите дека и тој е неажурен. Основен суд Кавадарци, според вас е неажурен суд. Кратово, велите дека исто така е неажурен суд. И основниот граѓански суд Скопје, велите дека е неажурен суд. Ако основен суд Скопје е неажурен суд, кај што е пола Македонија, одиме понатаму. Основен суд Виница, вие велите дека е неажурен суд. Основен суд Делчево, и тој не бил ажурен. Основен суд Кочани, повторно неажурен суд. Основен суд Радовиш, и овој бил неажурен. Основен суд Струмица, исто така, господја Црвенковска, велите вие дека е неажурен. Во овие градови живее 90% населението во Република Македонија. Самиот Републички судски совет вели дека на 90% од територијата на Република Македонија судовите се неажурни. А во меѓувреме, затоа така започнав, велите дека во оваа држава само 5 судии стручно не работеле. Ами неажурноста како да класифицираме? 92%, баш тоа ги вадев бројките од населението во Република Македонија, живее во општини каде што судот е неажурен според оној кој што го оценува, избира, разрешува и унапредува судиите во тие градови. И според мене тоа е сериозен пораз. Јас исто го разговарав овој со господин Здравев. Имаме сериозни проблеми. Трнете на страна политика, обвинувања, лични, се е тоа една страна, дневна политика. Секогаш студам тоа да го надминам, издигнем од реалноста, од политичките обвинувања, да видиме што правиме. И сега, еве вака да ве прашам. Ако сте вие пратеник, независно дали сте од опозиција, дали сте од власт пратеник, еве, вие сте пратеник, и добивате извештај во кој што ви вели дека 90% од судовите во Македонија се неажурни, дали ќе го поддржите, ве прашам, тој извештај. Не е проблемот у тоа дали некој ќе профитира или не. Проблемот е у тоа што работава не ни оди. Проблемот е во тоа што народот нема доверба во институции. Проблемот е во тоа што нема доверба во судство. Проблемот е тоа што 111 сме по корупција. Проблемот е во тоа што 15 години од еден предмет. Проблемот е во тоа што политиката се јавува и ургира дали ке вас, дали во апелација, дали во Врховен суд, за еден предмет доди на лева страна или доди на десна страна. И тоа граѓаните го гледаат. И мене ми е многу драго што и вие како господинот Здравев тоа го ставате на хартија, бидејќи едноставно знаете дека тоа не може да се скрие. Дека не ни оди работава, дека судиите се мрзливи, дека судиите судат само предмети кои што или мора да ги пресудат ради тоа што некој им се јавил, или онака што има друга причина посреде. Дека обичниот свет е оставен 10 години оди по судови, дека тие фамилии, колку и да е бенигнен спорот, колку на суд одиш, никој не му е пријатно кога оди на суд. Може би вие, например, сте биле во судската власт, а некој има и нас адвокати, и тоа е нормално, но на обичен свет не му е нормално да оди на суд. И спорот му трае 15 години и потоа ќе ги види оние во собрање како зборуваат, па било добро, било лошо. Нема било добро, било лошо. Работата не ни оди во судството и не знам, вие сте најповикана да овдека почесто доаѓате, да давате почесто своји мислења, се со цел да јавноста знае што и се случува. Во спротивност, јас не знам како ќе одигнеме судскиот систем. Ако вие молчите кога има буџет, сеќавам исто господин Здравев пред вас овдека се жареше на буџетот. Гледам, сте пишале, имате, беше тоа намалување на плати. Значи тоа значи чим имате намалување на плати, имате намалување на персонал. А од друга страна имаме и стари судски спор. Како ќе тераме господ Цветковска понатаму судство? Навистина човечки сум загрижен. Кој видов дека пола суд 90% се неажурни, се многу поддржам тој извештај, едноставно.
Или извештајот, да, како таков, го поддржувам, а реалноста не можам да ја поддржам. Вие сте го напишале, тоа е реалноста. Вие мора да дојдете со конкретни механизми како ние да имаме подобро судство. А не, ние разговараме за извештај од 2020 година на месец дена пред извештајот за 2021. Тотално ирелевантен извештај. Јас сум сигурен дека и сега слична работата. Дека повторно се 90% судовите неажурни. Што ќе добиеме како општество со тоа? Што си констатираме во Собраниево, дека судовите се неажурни, 20 години поред. И знаете што? Бројот на предмети од толку и толку илјади, десетици се намалил неколку илјади. Не е добро. Не е добро, например, имате парафискални давачки. За копирање на страна ви бараат по 50 денари во Основен суд Скопје. Ќе дојдат овдека од Правда Министерството, намалат давачка која што е 30, 50 или 100 денари, ама оваа другава не ја намалуваат. Излегувам, прашувам, дородо ве прашам, извинете, има една давачка парафискална, што сам судот си определува и вика вака, вие сте обвинет, вашиот доказен материјал е 1000 страни, по 50 денари, пола милион. Треба да ги дадете. Зошто? Знаете зошто ве обвинило обвинителството? И јас тука прашувам, добро, зошто е тоа така? Па видите, судот мора да има собствени приходи. Не треба да имате собствени приходи. Ние треба тука да ви изгласаме толку и толку милиона евра повеќе, да имате соодветен кадар и да не го дерете народот. Закон. Министрот за правда врска немаше за тие давачки. Потоа прашал, дојде овдека и вика, да, имало такви давачки, ама судовите мора нешто да живеат. Не. Вие не сте тие кои што вие ги контролирате, именувате, разрешувате, не се АД, тоа е суд. Ние да имаме некоја комисија или агенција која што ќе добива собствени приходи за повеќе да работи. Например, инспекциите. Ја би не би им дал плата, толку сами не се избават пута 3. И тоа е друго. Значи ќе биде повеќе мотивиран да оди на терен, да наоѓа загадувачи или инспекции, да иде маце, да види кој дава фискални и кој не. Да, треба да имаат собствени приходи, ама суд да има собствени приходи. Снаревам дека тука ќе потргнете како претседател на судскиот совет определени промени, бидејќи верувате дека не секој има 50 денари по страна да плати копирана, за да биде странка во процесот, бидејќи така се ставате во неравноправна положба. Обвинителството си ги има на принтер, си ги принта, си обвинува, а граѓаниве не може да се бранат бидејќи немаат. И никој за тоа не се буни. Господе Црвенковска, поетата ми е и пораката ми е следна. Ова судство е на 2 милиони граѓани. Во ова судство политика не треба да има, во ова судство треба да има рез. А резот треба да дојде од кај вас. Тој рез мора да биде правичен и секој оној кој што работи согласно закона, вие точно знаете кој работи согласно закон, а кој не работи, точно знаете. Тука нема за тоа така како ја почнав дискусијата. Тој бил Македонец, тој бил Албанец, тој бил Турчин, не. Има способни и неспособни судии. Вие имате многу значајна општествена улога. Тоа што граѓаните немаат добро во политиката е мање више. Денес немаат, утре може ќе излезат 50%, може 40% на избори. Проблемот е што граѓаните немаат доверба во институциите. И тоа ме загрижува како млад човек во општество. Немаат доверба во судството. Немаат. И јас очекувам од вас во следниот период да земете и да се спротивставите на определени случувања во судовите. Овие неажурливи да ги разрешите. Ама заедно барал, тој нема кој барал. Да ги разрешите треба. И тука ќе добиете акламативна поддршка од оваа страна. Од оваа сега ќе имате поддршката. Акламативна поддршка. Да отидете во апелација да ги видите предметите што се случуваат. Треба да разрешувате. Треба да се знае дека во оваа држава има судство. Морате, како претседател на судски совет, да вратите до вербата на граѓаните кон институциите, особено кон судската власт, бидејќи според анкетите како што ги гледам многу ниско ни стои. Многу е ниска. Немаат доверба луѓето во судовите. Она што е стари предмети, ве молам, најдете си, идете, ние ќе ве поддржиме за повеќе буџет. Најдете луѓе да истачат зошто се тие предмети. Да нема нешто посреде, да нема некој нешто умешано, да на некој не му одговара. Вие знаете многу добро како тие работи функционираат. Затоа, пред да завршам, апелирам до вас
да си имате цел да следниот извештај од 90% неажурни барем да бидат 30% неажурни. Бидејќи секој од нас кој што има јавна функција, а ви имате многу битна јавна функција, треба да придонесе да оваа држава отиде чекор напред кон Европска унија. Бидејќи една од причините зашто оваа држава стагнира и зашто 5 пати добиваме датум, а никако да го видиме, е исуството. И вие го знаете дека е така. Сите сме подеднакво важни и за генерацијата која што живее со нас, но и генерацијата која што доаѓаат след нас. И јас ви посакувам, за разлика од преходните, да имате резултати. Да не останете само на обвинувањата дека сте биле државен советник и бучка у кабинет. Ви посакувам да имате резултати. Овој извештај нема резултати. За 2 месеци претпоставувам ќе дојде следниот. Нема да го чекаме да дојде декември 2022, па да разговараме за 2021. Мораме да имаме секој нас резултати. И ве охрабрувам да доаѓате во собранието, да зборувате јавно, да си барате соодветна буџетска поддршка, да си вработите судии, на сметка да ние 130 администрација што ги ранат секој ден, и да трне малце работава, бидејќи вака не ни се пишува добро како држава. Благодарам. Благодарам, колега. Реплика на